Добро вечер, почитувани пријатели. Еве неповторно на мојот YouTube канал. Јас пак малку ќе ви се извинам за ако има некои проблеми со сликата, малце лоша снимка или со гласот, затоа што се уште сум на почетокот на овој YouTube канал, така да можете вие да помогнете околу нели модернизирање на оваа опрема за пренесување на вакви видеа од овој тип, со ако се претплатите на овој канал и ставите лайк. Сепак рековме дека овој YouTube канал ќе зборуваме за научни докажани и недокажани работи, мистериозни работи. Прошлиот пат зборевме за бројот пи како мистериозен број пи, кој што важи нели во сите кружни за сите кружни објекти, за сите искривувања и така натаму. Еве денеска пак нешто поврзано со бројот пи, а тоа ќе бидат црните дупки во универзумот или во Вселената. Што и како настануваат, што се тоа црни дупки, како настануваат црните дупки и што се случува во нив. Од прилика ќе пробаме да објасниме со некои веќе докажани теории. Не се потполно докажани, меѓутоа тоа се претпоставки. Сепак се претпоставки кои што кружат низ интернет страниците и некои недокажани се уште теории околу црните дупки. Што е црна дупка? Значи, црна дупка е некој си простор или искривување во просторот, кој што околу себе ги абсорбира сите објекти на својот пат. Сега, какво е тоа искривување во просторот? Во Вселената, во универзумот, колку што ние можеме да знаеме, значи имаме безтежинската состојба и како немаме одредени, да речеме, честички. Меѓутоа, за да дојде до искривување, нели, на самиот универзум, мора да постојат некои честички. Сега, виновни за формирање на црните дупки се звездите. Меѓутоа, според некои мои сознанија, реков мој, се може да бидат и планетите. Зошто? Затоа што, замислете, пример, планетата Земја, значи, се врти околу својата оска. Меѓутоа, планетата Земја се врти и околу Сонцето. Еве еден пластичен пример со оваа прекрасна кугла, која можам да кој што го прикажува сончевиот систем и планетите кои што кружат околу Сонцето. Нели, тие се представени во кружни линии, а и самиот простор околу е еден вид на како универзум. Дали е ова празен простор? Е прашање кое што не само мене ме мачи и многу научници. Овој простор, за да се створи некоја си црна дупка, значи не е само нашиот сончев систем, има многу системи и млечни патови во целиот универзум. Секој има тој некој свој систем. Рековме дека Земјата ротира околу својата оска во текот 24 часа грубо земено и 365 дена околу Сонцето. Што тоа значи?
Значи, ротира по некоја се крива линија, дали е идеален круг или некоја елипса, не е битно. Значи, сепак постои закривување на просторот. При самата ротација, земјата наидува си на некој отпор во просторот и затоа ротира за 365 дена. Доколку би немало отпор во просторот, може би ротирала за дел од секунда. Меѓутоа, тоа е друго прашање, кое ќе го поврземе со црните дупки. Зошто велам дека и планетите може да представуваат еден вид на црни дупки? Затоа што, еден обичен пример, ако земеме едно тело, кое што кружно ќе го движиме во вода, нели тоа ствара еден вид на инка. Значи, во глобала, како еден вид, како што се црните дупки. И самата ротација на Земјата ствара со тек на времето одредена инка. Меѓутоа, многу поспоро и многу поспоро и бидејќи ротира во тек од 24 часа. Затоа што, бидејќи според својата, поради масата на Земјата, тежината на Земјата и гравитацијата на Земјата, сепак имаме некое си искривување на просторот, каде што ротира Земјата. Значи, Земјата ротира околу својата оска. Како што ротира, го закривува просторот, а за да ги приметиме тие некои си закривувања, мора да имаме некои честички во просторот. И исто земете го како објектот што се врти во водата, кој што со тек на времето, што побрзо се врти, толку побрза инка се ствара и помоќна. Што поспоро го вртиме, помала инка и помалку моќна, за да може да ги привлече одредени предмети. Ајнштајн односно преку теоријата на релативитет ги објаснил постоењето на црните дупки преку масата на телата и нивната гравитација. Значи, секое тело има сопствена гравитација, која што ги држи предметите околу тоа тело. Доколку дојде до нарушување на таа гравитација, односно доколку, например, на планетата Земја се изгубат сите хемиски елементи кои што го сочинуваат и самото гориво на Земјата и околу Земјата, значи тоа ќе почне да се руши и да пропаѓа кон јадрото. Значи, веќе немаме гравитација, веќе имаме пропаѓање, а може би и бесконечно брзо вртење на планета или звезда. Значи, со самото брзо, бесконечно вртење и пропаѓање доаѓа до стварање на црна дупка. Сега, главна улога во теоријата на Ајнштајн е при стварањето на црната дупка се масата и гравитацијата. Додека според некои други теории, според Ајнштајн, нели во црната дупка владеат други закони на просторот и на времето и се чини дека, мислам според теориите, дека телата ќе се распаднат дури и на молекули и на атоми. Велиме молекули и атоми. Значи, сепак во црната дупка имаме некои честички. Меѓутоа, според некои други теории, некои мислат дека после црната дупка, нели, од кога телото ќе биде привлечено од црната дупка, бидејќи масата на телото и самата гравитација е многу силна во црната дупка, при што ги привлекува сите тела кои што имаат послаба гравитација.
Значи, таа гравитација е неколку и милиони пати поголема од гравитацијата на Земјата. Што, според други, што ќе се случи во црната дупка? Значи, според едни истражувачи велат дека телото ќе биде привлечено во црната дупка, други закони на просторот и времето владеат во самата црна дупка и ќе биде изфрлено телото во некој си друг универзум, да речеме, каде што не знаеме понатака што би се случило со тоа тело. Меѓутоа, постојат и други тврдења, кои што теоријата на релативитет малку на Ејнштајн ја нишаат, затоа што истото се случува, да речеме, и со атомот. Атомот има јадро, како што има и Земјата, околу јадрото кружат електрони, околу Земјата кружат сателити, природни сателити и вештачки сателити. И во самото јадро имаме протони. При скокот електроните се придвижуваат во други орбити, но никако не се во таква состојба, во нормална состојба не се одвојуваат од јадрото, меѓутоа преминуваат од пониска енергија во повисока енергија и повторно орбитираат околу атомот, околу јадрото. Значи, при самото преминување на електронот од место со пониска енергија на повисока енергија, се зрачи некоја енергија. Значи, која е таа енергија? Таа е таа квантна, тие квантни честички или квантна енергија, која што опишува квантната механика, која што во моментов се спротивставува на законите на теориите на релативитет и се уште не е доволно проучена. Според некои истражувачи и научници, црните дупки, до стварањето, кажавме, како доаѓа на црните дупки, што се случува понатаму. Во црната дупка понатаму, според теоријата на некои истражувачи, се создава еден вид на инка, и инката се повеќе и повеќе се стеснува. Значи, се стеснува до миниатурно тело, кое што има огромна маса и огромна гравитација. Значи, доаѓаме до нивото на атомот. Значи, замислете атом кој што има огромна маса и кој што има огромна гравитација. Значи, тој атом има силно радиоактивно зрачење и замислете мала честичка која што има илјадници милиони пати поголема маса од Земјата. Значи, таква концентрација доаѓа во инката на самата маса. Што се случува измеѓу додека масата во самата инка на телото се намалува. Зошто се намалува? Затоа што немаме ние константна инка, не може да имаме под силата на вртењето константна инка како цилиндар. Него имаме постојано стеснување и тоа не оди, да речеме, бесконечно. Оди до не знаеме, значи, мерна единица колкава би била инката, меѓутоа доаѓа до ниво на стеснување на конец. И што се случува, да речеме, со телата? Телата се разбиваат во честички. Во најситни честички. Како пример, доколку таква работа, пример, се случи на Земјата, ние тоа нема ни да го осетиме, тоа се милион делови од секунда. Дека ние не постоиме. Односно, дека и Земјата не постои. Инката, рековме, се стеснува и има негде крај, каде што се наоѓа јадрото веќе на самата звезда,
кое што е мало, со голема концентрација на тежина и со јако радиоактивно зрачење, односно зрачи X зраци. Телото не се губи. Според некои научници велат дека црните дупки исчезнуваат со текот на времето во просторот поради слабењето на нивните влијанија. Меѓутоа, според моја теорија е дека не може да се избегне или не може честичката да ја снема. Односно, едната енергија се претвора во друга енергија. Тие се тие квантни честички и таа квантна енергија до сега, до каде што имаме проучено, кои што веќе гравитираат во црната дупка. Според тоа, така да некои истражувачи ја негираат теоријата на релативитет на Ајнштајн, кој што се базира строго на маса и на гравитација. Значи, накратко објаснивме што и како настануваат црните дупки и што се случува во нив. Црната дупка телото го привлекува, самото привлекување на планетите е како силно издолжување на планетата, односно ја руши неговата гравитација и неговата маса и ја привлекува кон својот центар, затоа што рековме гравитацијата во црната дупка е многу силна, поготово кај масивните црни дупки. Сега вака, ако размислиме малку, што ако да речеме црните дупки секогаш ги разбираме како нешто деструктивно во Вселената, каде што нештата се уништуваат и така. Што ако да речеме се тие некои создатели на Вселената? Создатели на планетите, на темите и така натаму. Таа теорија не сум сретнал до сега некој да има разгледувано. Што ако црните дупки се виновни за самата гравитација на Земјата? Што ако Земјата нема гравитација, него, например, некоја си црна дупка, орбитира околу самата Земја, или блиску до Земјата, или не знам колку е тоа блиску, тоа може да биде и милиони години и јадници, која што, уствари, полека ја привлекува Земјата и ја искривува и на тој начин се врши самата ротација на Земјата и самото движење околу Сонцето. Односно, рековме, полека се приближува кон самата црна дупка. Што ако е таа виновна за гравитацијата, постоењето на гравитацијата и масата на Земјата? Бидејќи самата Земја, знаеме, во Вселената има некое закривување во просторот поради незината маса и гравитација. Што ако тоа го прави црната дупка? Што ако Земјата нема никаква гравитација? Односно, црната дупка е виновна за гравитацијата во просторот и во Земјата, на Земјата. Тоа е малку едно мое пошироко проучување, кое што може да го до детали да го разработуваме, доколку сте заинтересирани на оваа тема. Не сакам овие видеа многу долго да траат, бидејќи се бега некогаш од темата, се отвараат други теми, милион прашања и така натаму. Нека бидат пократки, колку да ве заинтересирам. До сега вака ги снимаме емисиите, па ги пуштаме. Меѓутоа би сакал и коментари да давате, идеи за некоја си теорија за она што го збориме и да разговараме на тие теми, па емисиите да бидат и во живо и да одговарам јас на коментари колку што можам и колку што знам нормално и да биде интерактивна. Се додека вие не се заинтересирате за овие теми кои што ги збораме, ќе бидат вака пократки видеа, колку да ве заинтересирам за темата, а вие доколку имате своји видувања или други теории за кажување околу
на станокот на црните дупки, па и бројот пи кој што го елабориравме прошлиот пат, слободно пишете, па да можеме и во живо да снимиме емисија. Затоа ве молам, ако може, лајк и да се претплатите на оваа страна, за да и модернизираме малку техничката опрема, па се гледаме набрзо. Чао, чао.